Втори јавен повик за искористување на средствата до 15 милиарди денари, кои владата ги стави на располагање до општините. Премиерот Мицкоски во денешната изјава вели дека овие средства не подразбира дека треба да бидат потрошени во 2025-та, туку и во 2026 и 2027 година. Ваквата можност ќе биде достапна за сите заинтересирани од единиците на локалните самоуправи. Отпочнавме со постапката за објавување на вториот повик преку Министерството за локална самоуправа, со кој што ќе се изрази интерес на единиците на локална самоуправа за финансирање на капитални проекти од интерес на граѓаните. Станува збор за втори јавен повик за искористување на средства од оние 15 милиарди денари кои владата ги стави на располагање на општините, ќе повторам, до 15 милиарди денари ќе биде вредноста на овој втор повик, но тоа не подразбира дека сите овие средства ќе бидат потрошени во тековната фискална година. Ќе повторам, за да нема забуни во јавноста, можно е некои проекти да влезат и во 3 годишни буџети, и во 2025-та, и во 26-та, и во 27-та. Владата воедно го задолжи Министерството за локална самоуправа, откако сето ова ќе биде завршено, да го објави јавниот повик за изразување на интересот од страна на единиците на локалната самоуправа за финансирање на овие проекти, додава Мицкоски. Владата воедно го задолжи, или ќе го задолжи, откако ќе заврши дебатата, Министерството за локална самоуправа, практично, откако сето ова ќе биде искристализирано, издефинирано, да го објави јавниот повик за изразување на интерес од страна на единиците на локална самоуправа за финансирање на овие проекти кои што се дел од овој втор повик. Ке повторам, општините преку овој втор повик ќе имаат на располагање до 15 милиарди денари за проекти кои што ќе бидат финансирани од централниот буџет. Во согласно со ситуацијата, ова ќе представува уште подобра можност за општините од истокот, за да тие аплицираат со цел да реализираат